raduvaj se, čedo Božje, raduvaj se, po Isusa ukrepi se. Ljubov moja, sila moja, duša tvoja vo mene. Ljubov moja, sila moja, duša tvoja vo mene. Raduvaj se, возлюби me, ljubov moja vo tebe. Raduvaj se, nauči se, da prostuvaš i ljubiš se. Radost moja, ljubov moja, duša tvoja. Slava ti, Gospod Isuse Hriste. Jer sam vam Mauro, минатата недела имаше силен земјотрес над меѓу 5 и 6 степени. Луѓето се исплашени, водата се замати, немаше вода во одредени делови на Мавро, дел од куќите се оштетени. И го има тој стих, темелите на земјата ќе се разнишаат. Знаете, во еден момент сваќате дека вие сте, градите нешто, работите се, мачите. Како да вечно ќе живеете на земјата, наместо да го барате Царството Божјо. И имав еден сотрудник, ми сади овде туј. Тој е албанец муслиман, јас ме служам на Исуса Христа, роден сум како православен, но сум во црквата Исусова, во духовната заедница на Исус Христос. Како што е пишано овде дека главата на црквата е Исуса. Ние сме телови, делови едни на други, живи камења во неговата црква. И истото го дискутиравме. Луѓето се мразат, немаат љубов. Што се случува во нашата земја? Криминал, дрога, убиство, политички закани. Поднебесните сили на злото, секој против секого. Демони, духови на омраза и непростување. Не можете да издржите, да се додржите, да победите без Исуса Христа. Павле, слуга на Исус Христос, слуга на Исус Христос. Тако разберете го тоа. Што значи слуга на Исус Христос? Да му служиш на Исус. Павле, слуга на Исус Христос. Слуга. Исус дојде да биде слуга на сите. Не зборуваме за владење, туку за служење, спротивно на сатанската нападнатата природа. Значи, дали ти му служиш на Исус или само зборуваш за Исус, тие говорат, а не извршуваат. На Мојсеевиот стол седнаа фарисеи, садукеи, писмознанци. И денеска в светот го владат таквите луѓе. Нема ни еден помазаник што владее во светот. Бидете сигурни, како Мојсеј, како Аврам, како Давид, Соломон и другите пророци. Тие сами си бираат цар. И ти тогаш тераш по свое, слуга на Исус Христос. Дали му служиш на Исус, зборуваш или зборуваш само за Исус и си тераш по своето. Нека биде волјата твоја. Повикан за апостол. Од Исус повикан, не од луѓе. Тие сами си поставуваат водачи. Издвоен за Евангелието, благата вест Божјо, кој Бог однапред го беше ветил преку пророците во светите писма. Свето писмо, свети писма, во множина. Свети писма. Сите се слезени, Стариот и Новиот Завет по објави. Слава ти, Господи Исусе Христе, за својот син по тело роден од семето Давидово. По тело е роден тука. Да ќе видиме ние определен како син Божии во силата под духот на светоста. И сега вие имате дух кој треба да ве освети, повикани сте на осветување преку воскресението од мртвите. Исус Христос, нашиот Господ. Значи Бог кој никој не го видел, Исус Христос. Исус Христос видлив за сите нас, за тие што го видоа. Преку него добиваме благодат, точно е, и апостолство, за да ги приведеме на послушност кон верата. Меѓу сите народи во неговото име. Сите народи.
Непослушност во верата, послушност на Исус, непокорност на Бог, Вавилонци, сатаната, Каин губи Вавел, Адам јаде од дрвото, не го послушува Бог, меѓу кои сте и вие повиканите. Мнозина се повикани, а малкумина се избрани за тоа што зборуваат, а не извршуваат. Имаме ние такви цркви, цитираат, зборуваат, само цитати, ке отвориш кај некој профил. Познавам луѓе, 3-4 години наназад, само за Исус цитира. Пие апчиња за смирување, животот му е. Значи, нешто недостасува. Да имате во изобилие плодоносен и победоносен живот, да имате вашите органи од органи на гревот, да бидат органи на вашата, на неговата праведност, не на мојата. Видете, тогаш нешто недостасува. Како што вели Дерек Принц, сите они пеат за Исус, а пијат апчиња за смирување. Значи, нешто недостасува. Тоа нешто што недостасува, Исус Христос, да се всели во твоето срце. Исус Христос да се всели до сите вас во Рим, во Маврово, каде што имаме ние заедници, во Скопје, Неготино, Прилеп, Лондон, Италија, Германија, Канада, Брисел. До сите вас возлюбени од Бога, возлюбени, повикани да бидете свети, повикани сте на осветување како Него, бидете свети од јас сум свет, благодат и мир од Бог Отецот наш и Господ Исус Христос. Амин. Пред се му благодарам на мојот Бог, за се му благодарам за се што доаѓа. Не мрморам, благодарам преку Исус Христос за сите вас, зашто за вашата вера се разгласува по целиот свет. За вашата вера, Бог кому му служам, пазете го ова, со својот дух. Бог кому му служам со својот дух, за да му служиш со својот дух, треба да го оставиш телесниот човек. Да се новородиш, но тоа не е надворешен чин, не е само декларативно, туку во срцето. Можеш да влегуваш во водата 100 пати, 5 пати. Ке влезеш сув грешник, излезеш мокар грешник, како што вери Кенет Хегин. Преку Евангелието на неговиот син, сведок ми е дека постојано си споменувам за вас. Секогаш кога во молитвите своји се молам, да со Божја волја некако да ми се даде, да дојдам кај вас. Ова го зборува Отецот, да дојде кај вас, каде? Па во твоето срце, да се насели во срцето. Зашто копнеам да ве видам, па да ви предадам некој духовен дар. Таткото зборува на своите деца, за да станете подсврсти, па да ви предадам некаков духовен дар, за да станете подсврсти. Односно, взаемно да си помагате преку заедничката вера. Вашата и мојата, Исус Христова. Би сакал да знаете, браќа, дека многу пати бев на мисла да дојдам кај вас, да имам некаков плод и меѓу вас. Значи, прачка која ќе биде, ќе дава многу плод, како и меѓу другите народи, но се досега бев попречуван од кого? Па од вас. Имаш тесно срце, не го примаш Исус. Должник сум кон елините, подразбира македонците, и варварите, повторно македонците, кон мудрите и кон неразумните. Кон сите, оние што го повикуваат Бог, македонец, го повикува Исуса Христа, затоа што се однесуваат до мене. Подготвен сум и вам во Рим, во Маврово, во Македонија, Ар Македонија, да ви го проповедам Евангелието. Не заборавајте се проповеди во подземното царство, зашто јас не се срамам од Евангелието на Христос, бидејќи тоа е сила Божја, која го спасува секого што верува, прво јудеец, потоа и елин, а потоа и македонецот. Македонецот, тоа е синонимно именување. Дојди во Македонија и помогни ни, ако го повикаш Исус, бидејќи во него се открива правдата Божја од верата. Правдата преку верата е доаѓа. Како што е напишано, праведникот преку верата ќе живее. И тие викат, ние сме спасени, еднаш спасен, за секогаш спасен. А ако си погрешил утре, а ако грешиш сега, а ако немаш доволно љубов за сите,
Праведникот преку верата ќе живее, тоа значи комплетна верба во Исус. Како прави Исус, правиш и ти, одиш по вода, одам. Те распнуваат и велиш прости им татко. Дали кога те распнат, кога не се те осудуваат тебе, не мора физички, и велиш прости им татко, не знаеш што прават или им враќаш со иста мера, зашто гневот Божи се открива од небото против секоја безбожност. И неправда на луѓето кон вистината, кон Исус, и ја спречуваат таа со неправда. И ти враќаш со неправда, наместо да им вратиш со љубов. Тие говората не извршуваат, па така она кое може да се знае за Бога, ним им е откриено и тебе. Бог ни дарува живот вечен. И тој живот е каде? Во ова, во неговиот син. И кога тој ќе дојде да живее во твоето срце и ќе го прашуваш за се што работиш, кога неговата волја ќе исполнуваш, почнуваш да чекориш, да се осветуваш во љубовта. И навистина она што е за него невидливо, односно вечната негова сила и божественост, согледливи се уште е. Вечна негова сила. Ти имаш привремено сила на земјата, ја губиш силата, ќе наполниш години, почнеш да овкаш. Вечната негова сила и божественост, он ти дава сила. Согледливи се уште од создавањето на светот. Светот е создаден за да падне сатаната, гледано според неговите дела, па така тие немаат изговор. И тие ги знаеа словата, го распна Исус. По тело роден кај Давид. А јас му служам на Бога со дух, а по дух е кај Отецот. Така да јас сум по тело овде македонец, но по дух сум син Божи, ако ви е тоа јасно. Затоа да се бориш за нации и да се тепат едни со други, излегуваш од законот за љубовта и нема да живееш. Нема да ти биде добро. Ново небо, нова земја. Слава ти, Господи Исусе Христе. Зашто тие кога го познаа Бога, не го прославија како Бог, ниту пак му благодарија. Туку се заблудија со своите помисли. Јас мислам вака, и нивното неразумно срце им се помрачи. И нивното неразумно срце им се помрачи. Тврдејќи дека се мудри, тие обезумија. Тој им вели, ако штом гледате имате греф, ако не гледавте немаше да имате греф. Тие знаат што е добро и зло и јадат од дрвото на познанието на доброто и злото. И славата на непропадливиот Бог ја заменија со лик на смртен човек, било какво обожување, на птици, на четириножни животни и лазачи. Идолопоклонство од секаков вид личности, лидери, револуционери. Лицето на зверот, се поклонуваш на ковидот, носиш машки и се плашиш. Само на Исус му се поклонувам. Слава ти, Господи Исусе Христе, бегај од мене ковид, надвор од Македонија. Ти благодарам, Господи Исусе Христе, што го смири тлото во Маврово, што ја зачува оваа твоја заедница. Овој твој дом, во кој пребивам, во твојата љубов. И славата на непропадливиот Бог ја заменија со лик на смртен човек. И обожувате, се карате за револуционери, за умрени луѓе, тоа е погрешно. Погрешна е самата негација на македонците од попримитивните народи околу нас, кои велат дека се христијани, а се прелюбодејци од најдолен вид, низок слој на сатанска збирштина. Знаете, самото тоа што тврдат дека нема македонци, а Исус запишал: Македонец кој ме повикува, дојди во Македонија, и те повикувам, Господи Исусе Христе, дојди во Македонија и помогни ни. Затоа и Бог според желбите на нивните срца, според тоа што го сакаш во срцето, ги предаде на нечистота. Свињата се враќа во калта песот на својата блуеница, па сами си ги обесчестуваат своите тела. Сам со своите дела на нељубов тие ја заменија вистината Божја со лага. И му се поклонија и му служеа на создаденото идолопоклонство повеќе отколку на Создателот, кој е благословен во вечни векови. Создателот е благословен во вечни векови. Ако си во него и ти си благословен во вечни векови. Амин. Слава ти, Господи Исусе Христе. Затоа Бог ги предаде на срамни страсти. Жените нивни природните потреби ги заменија со противприродни.
Пазете го ова, мажите исто така напуштајќи го природното општење со женскиот пол, се распалија со желби еден кон друг. И вршеа срамни работи мажи со мажи, добивајќи ја заслушената отплата за својата изопаченост. Тоа е тој LGBT што ти го наметнува таа заедница, а нашите политичари го повторуваат тоа. И бидејќи не се обидоа да го задржат Бога во разумот свој. Да го задржиш Исус во разумот свој. Исус во разумот свој. Затоа Бог, Отецот, ги предаде на нивниот изопачен разум, слободна волја, да го прават она што не прилега, исполнети со секаква. И сега гледате што има во секого од нас, кога сме без Исус. Секаква неправда, блудство, лукавство, алчност, злоба, полни со завист, убиства, кавги, измами, злонамерност. И има уште еден ред цел. Замислете што се има. Тоа беше и во мене. Ваков или на онаков начин, се додека не дојдов до Исус да му предадам се, да му го дадам клучот од моето срце, да ја отворам вратата. Дојди, Господе Исусе Христе, и помогни ми. Озборувачи, повторно продолжуваме, клеветници, богомразци, насилници, фалбаджии, горделивци, измислувачи на зло, непослушни кон родителите. Пазете го ова, непослушни кон родителите, важен момент. Македонци мои, размислете како се однесувате кон родителите, било што да правеле. Неразумни, неверни, недружелюбиви, непомирливи. Не се смирува. Нема мир кај грешниците, немилостиви. А мојот татко е многу милостив и долго трпелив. И сега, ти зборуваш, вие зборувате, тие зборуваат за христијанство, а немаш љубов кон народот кој е запишан овде. Или не го љубиш братот свој, или осудуваш некого друг. Само зборуваш, а немаш доволно љубов. Затоа што Исус не пребива во твоето срце. Тие, иако ја познаа праведната одредба Божја, зборува за христијани, во нив го има тоа. Дека оние што вршат такви дела заслужуваат смрт, сепак не само што ги вршат, туку со благонаклонети кон оние што ги вршат. И не имам интересно интелектуалци, например, па нека бидат такви се родили. Видите, ти треба да го покориш твоето тело, да му го предадеш на Исус и тој ќе те исчисти. Демоните на блудство, на перверзија, на хомосексуалност, на лесбејство, на сексуално општење со деца, педофилија. Тоа е Содома и Гомора. Крајот е близу. Одиме сега тврдо срце, што е слесено по дух. Слава ти, Господи Исусе Христе. Тврдо срце, тврдокорно срце. Во срцето да разберат, да се покајат и да ги исцелам. Вели Исус во Исаија, чисто срце, да се покајаш и да те исцели. Во срцето да разбереш, чисто срце, за да го видиш Бог каде? Насекаде околу тебе, тесно ви е во срцата ваши. Исус им вели, нема место за никого во твоето срце само за себе. Си ја чуваш душата за себе, кој ќе ја зачува душата своја ќе ја загуби. Да се всели преку верата Исус во срцата ваши. Да направи Исус со Отецот сокровиште во твоето срце, ако останеш во неговите слова. Тоа подразбира да останеш во неговата љубов и во неговата волја и да го бараш Царството Божјо. Имаш ли да направи Исус кој живее? Што живее во срцето твое? И дали го наисписок се што излегува од човекот? Го препознаваш? Имаш ли доволно љубов за сите? Што излегува од срцето човечко? Злоба, нељубов, омраза, гнев, завист, љубомора. Кој си тогаш ти без Исус ако тоа излегува од срцето човечко? Што си? Што те осквернува? Она што влегува во тебе или она што излегува од срцето? Кој живее во моето срце, во твоето срце е добро прашање. Запрашај се, ако немаш доволно љубов, што излегува од тебе?
Дали од тебе излегува љубов, мир, трпение, радост, кроткост? Дали тоа излегува? Или излегува гнев, јарост, осудување, непростување, неприфаќање, незадоволство, мрмориш? Дали ги љубиш сите? Па Божјата заповед е христијанину, љуби го својот ближен како самиот себе си. Ако немаш доволно љубов, дали им прости на сите? Дали осудуваш или никого не осуди? Се покаја ли и дали работиш за Исус? Колку време од денот потребуваш за Исус? 5 минути, 3 секунди, 10 минути, еднаш неделно? Пееш таму во некоја црквичка, палиш свеќе, рипаш, скокаш, месиш, славиш слави на некои Христови следбеници, а немаш доволно љубов затоа што Исус не живее во тебе. Дали од твоето срце блика, клокоти, грга, живата вода на Исусовата љубов? Кому му служи и припаѓа твоето срце? На себе си, тебе или на Исус? Со срцето да разберат, да се покајат и да ги исцелам. Исаија, разбираш ли со срцето дека без Исус, без Исус, слава ти Господа, немаш доволно љубов ниту за себе и блиските, а камоли за ближниот свој и другите? Не заборавај кој е ближниот твој, секој кој е во потреба. Исус е во секого од нас. Ние сме едно тело, делови еден на друг. Тврдо срце да омекне, да се раствори во Исусовата љубов. Чисто срце да се исчисти со сета љубов во него. Тесно срце да се отвори во Исусовата љубов. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Научи ме, Господе Исусе Христе, да ги љубам сите, да пребивам во љубовта. Направи сокровиште во мене, во Отецот Небесен, со Отецот Небесен. Пишано е, Отецот не гледа на лице, Господ, туку на срце. Кој живее во моето срце е добро прашање. Стариот ти без љубов или Отецот и Исус со љубовта која никогаш не престанува? Тоа е тоа што треба да го разбереш, научиш и знаеш со срцето. Да ги љубиш сите како што се љубиш себе си. Така си едно тело во заедницата Исусова. Така си исцелен, здрав и си дел, си жив камен од црквата Исусова. Она што е во него невидливо, вечната негова сила и божественост. Значи, се заблудија во своите помисли, нивното неразумно срце се помрачи. Значи, ти што сакаш, не се обидуваш да го задржиш Бог во својот ум. И Бог кому му служиш со својот дух. Слава ти, Господ Исусе Христе. Благослов за сите оние и исцелување кои ќе речат: допрете се каде што ве боли. Господе Исусе Христе, помогни ми да ја тргнам болката. Покажи ми што треба да покајам. Покажи ми како да простам на сите, никого да не осудам и да ја прифатам Твојата волја. Дојди во мојот живот и помогни ми. Сакам Тебе да Ти припаѓам, ја предавам власта во мојот живот во Твои раце. Потребна ми е Твојата сила и Твојата љубов која никогаш не престанува, и Твојата вечна сила да ми даде живот вечен. Те сакам, Исусе. Те љубам, Исусе. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Се што не е од Исус, надвор од секого кој ќе се допре до срцето и ќе каже: Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Бегај од Македонија, сатано. Мирот Исусов, силата Исусова, милоста Исусова со секого од нас. Те сакам, Господи Исусе Христе. Останувам во Твојата љубов. Македонец кој го повикува Бог: Исусе, дојди во Македонија и помогни ми, отвори им ги срцата на бугарите, грците, албанците, србите, НАТО европејците и сите други, да се покајат и да живееме во Твојата земја, во Твојата Македонија. Ќе изберам народ кој ќе го прослави моето име, во Твојата Македонија, во Божјото Царство Небесно, за секогаш, Исус. Амин, до Божјо Царство Небесно. Амин. Радувај се, радувај се, радувај се,
čedo Božje. Raduvaj se, vo Isusa ukrepi se. Ljubov moja, sila moja, duša tvoja vo mene. Ljubov moja, sila moja, duša tvoja vo mene. Raduvaj se, возлюби me, ljubov moja vo tebe. Raduvaj se, nauči se, da prostuvaš i ljubiš se. Radost moja,